Почитувани љубители на кошарката, добре дојдовте во салата 8 септември во Тетово. Моето име е Чеде Јанчевски, а денеска ќе го проследиме дерби над преварот од 16-тото коло на третата Б лига за мажи. Помеѓу екипите на КК Тетекс од Тетово и КК Мега Баскет од Прилеп, до сега непоразениот тим од Прилеп. Значи, на овој надпревар се сречава второ пласираниот КК Тетекс и прво пласираниот КК Мега Баскет од Прилеп. Овој надпревар го следите и на Facebook и YouTube каналот на Тетовски спорт. Благодарение на нашите верни поддржувачи Пица и кек сервис Јани FM и Music Bar Vibe. Почна надпреварот со прво промашување на гостинските кошаркари, тоа беше со број 0 Митрески. Уште во петорката е Стеван Анџија, Станимировиќ, Настевски и Трајковски. Прво промашување на екипата на Тетекс. Сега Теофиловски за 3 и тој неуспешен. Ќе биде тоа напад за гостите. Кај домачините во првата постава со број 4 капитенот Владимир Костовски, потоа Теофиловски, Крстевски, Јаневски и Крстевапски. Јаневски бране. Делегат на надпреварот е од Скопје Марија Ников, судии се Димовски и Гавриловски исто така од Скопје. Стеван Анџија додава до Трајковски. Неуспешно проигрување. Избар за сега Бранко Јаневски. Трајковски. Митревски. Митревски, убава одбрана на Јаневски. Фаулиран Трајковски од страна на Јаневски, прв фаул на овој надпревар. Велам, следиме еден дерби надпревар. Екипата на Тетекс во ова коло може да го завери второто место, додека екипата на Мега Баскет Прилеп досега непоразена. Ќе остане така и до крајот на првенството, затоа што до крајот има уште 2 кола. Убаво краде Теофиловски и тоа се први негови поени и водство на Тетекс од 2:0. Станимировиќ со број 8 до Трајковски. Трајковски губи топка. Убава одбрана на капитенот Костовски. Убаво почнува со вистинска борба овој надпревар. Ќе беше се поинаку, ќе беше поинаку и резултатското значење на овој надпревар, доколку екипата на Тетекс победеше во Прилеп, таму го загуби надпреварот во продолженија. Јаневски сега за 3. 5:0 за Тетекс, изминаа 2 минути. Први поени за Бране Јаневски. Станимировиќ предводи нов напад на екипата на Мега Баскет. Стеван Анџија. Фаулиран Стеван Анџија од страна на Крстевапски. Може би ви е познато ова презиме Стеван Анџија. Тој е син на еден пратеник во Собранието на Македонија. Но денеска зборуваме исклучиво за спортот. Митревски ја уфрла топката во игра. Станимировиќ. Станимировиќ сам до крај, убаво положување, убав влез на Станимировиќ. Први поени за гостите, 5:2. Костовски сега сам против Стеван Анџија. Костовски, убав ролинг на Костовски. Први поени за капитенот. 7:2. Со број 13 Настевски. Не го спомнавме до сега, губи топка. Вапски. Ја завршува ова акција, ова полу контра Теофиловски. 9:2 за екипата на Тетекс. Трајковски сега за 3. Промашува Трајковски, убаво градеше тамо Теофиловски. Фаулиран очигледно од Настевски. Прва негова лична грешка. Веднаш измена кај гостите. Излегува Настевски. Не, излегува Трајковски. Митревски се извинувам, во игра влегува Петрески со број 5. Јаневски.
Ова асистенција на Јаневски до Костовски, штета што ова акција не завршува со поени. Стеван Анџија, удвоен Стеван Анџија таму од Теофиловски и Крстевски. Се извлече. Сега Трајковски. Станимировиќ, убав дриблинг на Станимировиќ, не успева положувањето. Крстевски предводи напад на Тетекс, Костовски заборавен сам во салат 8 септември, штета не погодува. Офанзивен скок на Крстевски, но веднаш ја губи таа топка како ја освои. Контра напад за гостите. Немаше тука фаул. Промаши Настевски, сега за 3 поени промашува Стеван Анџија, ќе биде тоа нов напад на екипата на Тетекс, мирува Теофиловски. Измина 4 минути, резултатот 9:2. Блок му прави Вапски, пикен рол игра, сепак Јаневски. Ова се чекори, така е забележа судијата Димовски дека ова се чекори. И двете екипи мотивирани на овој надпериод, може да се види тој од самиот почеток, ја посакуваат победата. Уште една измена кај гостите, со број 9 влезе Крстевски. А Стеван Анџија предводи нов напад на Мега Баскет. Односно Станимировиќ. Сега Стеван Анџија со топката. За 3. Не успеше Стеван Анџија. Не им оди шутот на гостите во овој прв период. Костовски. Костовски сам. Фаулиран, така е. Со број 5, Петревски прв негов фаул, само што влезе во игра го прави првиот фаул. Единаесет-2. Успешен Костовски во двете слободни фрлања, 4 негови поени. Ново влезениот Петревски го предводи нападот на Мега Баскет. Стеван Анџија, Петревски. Станимировиќ за 3. Убав шут беше тоа, но прекраток. Сега сам во контранапад тамо Теофиловски успешно положува. 6 поен на Теофиловски. Убав почеток на домашните, максимално агресивно во одбраната. Станимировиќ со поени при овој влез. 13:4. Има проблеми со опремата таму Стеван Анџија. Може надпреварот да продолжи. Теофиловски. Вапски му приоѓа на блок. Сега Костовски. Убава акција. Јаневски сам на 3. Неуспешен. Јаневски. Играше со нога Крстевски. Петревски. Станимировиќ. Станимировиќ за 3. Овој пат успешен. Седми поен на Станимировиќ ги постигна сите поени на екипата на Мега Баскет. Судијата Димовски ја прекинува играта, имаме проблеми, ми се чини, со
Семафорите за што покажуваат напад за 24 секунди. Измина некоја секунда, а се уште стои тоа време од 24 секунди. Измени имаше кај гостите со број 14 за прв пат во игра влегува и Домлески на почеток на овој натпревар. Многу ротации кај гостите. Капитенот на екипата Стеван Анџи истовремено е пријавен и како тренер. Вапски, Јаневски со нога играше таму. Крстевски не покажува тоа судијата, значи наместо 14 ќе останат 8 секунди. Вапски сам под кошот Крсте Вапски промашува еден зицер. Штета. Екипата на Тетекс не е во бонус, искусен фаул на Владимир Костовски, прв негов фаул. Еве и први измени кај домачините. Костовски и Вапски ја напуштаат играта. Шуменковски и Рафајловски во игра. Подолго време резултатот на семафорот 13-7. Последни поени беше онаа тројка на Станимировиќ. Еве го повторно со топка. Стеван Анџи во дуел со Крстевски. Стеван Анџи сам неуспешен. Освојува топка, сега Петревски. Петревски поентира, а при тоа беше и фаулиран. Намалува на 13-9 со можност да го намали резултатот на само 3 поени разлика, тоа и го прави. На 3 минути до крајот на првата четвртина. Сега Теофиловски. На блок му приоѓа Јаневски. Крстевски. Крстевски ја загуби оваа топка. Стеван Анџија во транзиција. Петревски. Покажува акција Рогови. Да видиме, убаво краде таму сега Крстевски. Сега Рафајловски. Не успеа. Станимировиќ. Неуспешен и Станимировиќ, но освојува топка. Стеван Анџија за 3, убаво го летна таму. Прво Крстевски, искусно. И по почетното водство на екипата на Тетекс. 11-2, сега моментално на семафорот резултатот гласи 13-13 на 2 минути и 13 секунди до крајот на првата четвртина. Оваа серија на гостите ја спречува домашниот тренер Никола Ристовски со тайм-аут. Одлично време ние да кажеме дека наши спонзори на овој натпревар се Music Bar Vibe, кој што за Великден вија носи популарната поп група Ареа на 15 април. Најдобрата забава ќе биде во Music Bar Vibe. Секако и најдоброто место за уживање на младите таму и најдобрата забава во текот на викендот секако е во Music Bar Vibe. И пица и кейк сервис Јани FM, најдобрата пица и пастармајлија во нашиот град. Новитетот пица и кейк сервис Јани FM е тоа што секој работен ден нудат превкусни домашни зготвени јадења за ручек. А сето тоа може да го нарачате на добро познатиот телефонски број 075 909 000.
Надпреварот помеѓу екипите на Тетекс и Мегабаскет е последен за ова 16-то коло. Вчера надпревар тука во економското училиште одигра љуботен против Дибера Иглс, го загуби тој надпревар 58-78. И во Битола Хераклеја загуби од Спарта 69-77. Слободна екипата беше на гостивар и на ИБА Баскет. Крстевски за 3. Неуспешен ниту Јаневски и Крстевски овој напад за домаќините. Стеван Анджија. Петревски. За 3 сега. Тоа беше Крстевски. Неуспешен. Теофиловски. Рафаиловски му приоѓа на блок. Убава акција. Рафаиловски фаулиран. Ќе видат тоа две слободни фрлања. Иако екипата на Мегабаскет не го исполни бонусот, сепак ова беше обид за 2 под кошот на Рафаиловски. Нови измени кај екипата на Тетекс. Рафаиловски во меѓувреме успешен во двете слободни фрлања, 15-13. Во игра влегоја ветераните Славиша Јаневски и Александар Ѓорчевски. Петревски сега. Во дуел со Теофиловски, агресивна обрана на Теофиловски. Ќе биде ова мртва топка. Држена топка. Така е. Во напад ќе биде екипата на Тетекс, така покажува стрелката на записничката маса. На точно 1 минута до крајот на првата четвртина. Славиша Јаневски предводи нов напад. Се отвара Теофиловски. Не се осмели да шутне за 3, сега Јаневски. Вади Ѓорчевски, Ѓорчевски до Рафаиловски. Чиста блокада беше тоа на гостинскиот кошаркар. Нема потреба од нервоза и приговарање кон судиите. Мислам дека до сега надпреварот го водат коректно и без грешка. Екипата на Тетекс го исполни бонусот. Ќе бидат тоа две слободни фрлања. На линијата за слободни фрлања е Крстевски. Неуспешен во првото. Успешен само во второто слободно фрлање Крстевски, го запишува неговиот прв поен. 15-14. Разликата помеѓу часовниците оној на семафорот и оној за крај на нападот е неколку секунди. Може да ја држа топката скоро до крај. Домашните кошаркари, убава асистенција на Ѓорчевски до Рафаиловски. Четврти поен на Рафаиловски. 17-14, уште 5 секунди до крајот на оваа прва четвртина. Станимировиќ за 2. Неуспешен Станимировиќ и со резултат од 17-14 завршува оваа прва четвртина. Следиме интересен, резултатски неизвесен, борбен надпревар. Баш онака како што очекувавме помеѓу второпласираната екипа на КК Тетекс и првопласираната екипа на Мегабаскет.
Се надеваме дека домаќините ќе му нанесат првиот пораз оваа сезона на гостинскиот тим. Заборавивме на почетокот да кажеме дека во минатото коло слободна беше екипата на Љуботен, а во останатите надпревари. Во Прилеп Мега Баскет ја совлада ИБА Баскет со резултат 99-84. Во Дебар Дибра Иглс ја совлада Хераклија со 78-71. Во Гостивар беше успешен од Љуботен 91-63. И во Скопје екипата на Спарта поразена од КК Тетекс со резултат 63-70. А ние уште еднаш да кажеме дека овој пренос на YouTube каналот на Тетовски спорт го следите благодарение на нашите верни пријатели Пица и кейк сервис Јани FM, најдобрите во градот. Ја порачувате највкусната пица и пастрмалија на добро познатиот телефонски број 075 909 000 и секако Music Bar Vibe, кој што во наредниот период ќе има многу изненадувања. Викенд журката е секогаш најдобра во Music Bar Vibe. На 15 април гостува групата Ареа, а заедно со Music Bar Vibe и Двор на 9 јуни ви ја носат хрватската попеачка Јелена Розга. Почнува втората четвртина. Стеван Анџија со број 12 Стојчевски прв пат во игра кај гостите. Стеван Анџија сега за 3, неуспешен. Мртва топка судена сега ќе биде напад за екипата на Тетекс. Затоа што во втората четвртина први тргна во напад екипата на Мега Баскет, сега екипата на Тетекс. Ѓорчевски, додавање до Шуменковски. Ова се први поени на Марио Шуменковски на овој надпревар. 19-14. Стеван Анџија повторно со топка. Фаулиран од Јаневски. Со број 12 кај екипата на Тетекс, ова втора четвртина ја почна и Абди Бер. Акција за Стеван Анџија и негов шут за тројка, излезе оваа топка од обрачот. Лошо додавање сега на Јаневски. Го казнува тоа Станимировиќ со неговиот 9 поен, најрасположен кај гостите до овој момент. А тој е моментно и најефикасниот кошаркар на паркетот. Абди Бер до Ѓорчевски, овој до Рафајловски. Ѓорчевски. Абди Бер. Јаневски сега. Јаневски за 3. Неуспешен Јаневски. Ѓорчевски одби оваа топка, ја припаќа сега Шуменковски. Уште 10 секунди за овој напад на Тетекс. Јаневски до Абди Бер, овој за 3, неуспешен. Скок на Станимировиќ. Блок му прави Стојчевски. Пик ен поп игра на Станимировиќ и Стојчевски, овој неуспешен. За 3 отколку се отвори зад линијата 6-75. А оваа контра на Шуменковски беше спречена со фаул од Станимировиќ. Измина 2 минути од втората четвртина, 19-16. Очигледно е дека ќе следиме борба до самиот крај на надпреварот. Ѓорчевски сега за 2 од врвот на рекетот. Се обиде од табла, не успеа. Станимировиќ до Стеван Анџија. Фаулот беше надправен претходно. Станимировиќ сега. Стојчевски. Станимировиќ повторно му прави блок Настевски. Стеван Анџија. Стојчевски.
Со број 13, ова е Настевски, први поени за Настевски. Намалува на 19 спрема 18. Шуменковски. Заглави таму, вади до Абдибер. Овој за 2, убав лес на Абдибер. Први негови поени. 21 спрема 18. Станимировиќ. Топката оди кон Стеван Анџија, најчесто и тие комбинираат во нападот. Се извлече за 2 Станимировиќ, не успеа, сега од табла, уште еднаш. Не го посакува топката. Ѓорчевски. Сам до крај фаулиран Ѓорчевски од Стојчевски. Ќе бидат тоа 2 слободни фрлања. Извини во двете екипи. Јаневски побара одмор, како и Стеван Анџија на другата страна. Не му оди на Александар Ѓорчевски на почеток на овој надпревар шутот. Неуспешен во двете слободни фрлања. Станимировиќ. Убава комбинација на екипата на Мега Баскет. Неуспешно го поправа тој играчот со број 12. Стојчевски први негови поени. Ѓорчевски. Шуменковски. Убава асистенција. Рафаиловски сега до Ѓорчевски. Си поигра топката на обрачот. Прифача Абдибер, сега Шуменковски. Крстевски сега за 3. Не е успешен Крстевски, големо промашување, контранапад. Петревски застанува за 2. Неуспешен и Петревски. Неколку неуспешни обиди на двете страни. Крстевски сега до Рафаиловски. Уште еднаш Крстевски. Додаваше до Бер, на крајот од ногата Чинам на Настевски. Топката заврши во аут. Уште 11 секунди до крајот на овој напад. Во игра се враќаат Теофиловски и Костовски на местото на Бер и Ѓорчевски. Фаулиран Теофиловски од Митревски. И двете екипи не го исполниле бонусот во оваа втора четвртина. Костовски. Крстевски сега. Дриблинзи на Крстевски за 3. Ја изделка таблата. Крстевски. Вади до Станимировиќ. Станимировиќ играчот кој што до сега ги одигра сите минути на паркетот, се чувствува сигурно и замор кај него. Уште еднаш судијата Димовски го прекинува овој надпревар затоа што повторно имаме проблеми со семафорот за 24 секунди. Ја искористи оваа можност гостите да, како што реков, како да ме послушаа, прв пат Станимировиќ излегува од игра. Шуменковски. Убава асистенција на Шуменковски до Рафаиловски. Какво е ова промашување на Рафаиловски? На крајот најприсебен таму беше Крстевски. Реагира тетовската публика мислејќи дека газил на линијата таму Настевски. На спротивната страна со број 13 тројка постигна
Настевски, при тоа беше фаулиран. Екипата на Мега Баскет за прв пат дојде во водство на овој натпревар, 21-23. Останува на Настевски на 5 поени. Промаши во дополнителното слободно фрлање. Сега Теофиловски на спротивната страна во дуел со Митревски. Шуменковски за 3. Враќа на тројката на Настевски Шуменковски и Тетекс повторно го презема водството, 24-23. Петрески. Се уште со топката Петрески. На крајот асистенција до Митрески, овој за 2. Успешен од странична позиција. Први поени за Митрески се ова. 4 минути до крајот на втората четвртина. 24-25. Шуменковски сега за 3. Се осоколи по погодена тројка во минатиот напад, овој пат неуспешен. Петрески сега за 2. Убаво Петрески. Полека, но сигурно екипата на Мега Баскет не само што воспостави рамнотежа на овој натпревар, туку ја презема иницијативата. Еве уште една грешка на домаќините, промашен напад на Костовски, ќе биде тоа нов напад за екипата на Мега Баскет. Излегуваат Шуменковски и Рафаеловски и моментално првата петорка на екипата на Тетекс во игра. Се вратија Вапски и Бранко Јаневски. Митревски сега за 3. Големо промашување. Настевски. Мислам дека на топка стартуваше таму Теофиловски или Крстевски. Затоа што убаво пресудија и на спротивната страна во првата четвртина, кога имаше очигледна блокада од, не се сеќавам се кој беше гостинскиот играч, и сега мислам дека беше чиста ова блокада, но како и да е, на линијата слободни фрлања играчот со број 13 Настевски, а што би рекол Чарлс Баркли, топката никогаш не лаже, промашува во првото слободно фрлање. Ете, промашува и во второто слободно фрлање. Последен играше со топката Крстевски. Настевски против Крстевски. Добра одбрана на Крстевски, против напад. Теофиловски сега за 3. Неуспешен Теофиловски. Митревски прифаќа топка, како брзо спомина неколку кошаркари на екипата на Тетекс, искусно го запира нападот. Петревски сега. Петревски за 2. Убаво сакаше од табла, за малку непрецизен. (24-27) резултатот на семафорот во последниве 2-3 минути. Митревски против Вапски. Трајковски до Петревски. Теофиловски краде топка пожртвувано и фаулиран ќе биде од Петревски.
Следиме не толку ефикасен надпревар. Максимална борба и во одбраната на двете екипи. Како резултат на тоа е овој постигнат резултат до сега 24-27. Крстевапски фаулиран од Митревски, се бореа таму десетина секунди за позиција Вапски-Митревски. И двете екипи го имаат исполнето бонусот, ќе бидат две слободни фрлања за Крстевапски. Ако ја следиме до сегашна статистика, треба барем едно да погоди. И така е, Вапски успешен само во второто слободно фрлање. Намалува на 25-27. Стеван Анджија се вратил во игра. Трајковски. Митревски. Фаулиран беше таму Домлески. Ќе видат тоа две слободни фрлања, реков дека двете екипи го исполнија бонусот. Успешен Домлевски во првото слободно фрлање. Неуспешен во второто. Се избори Јаневски за оваа топка. Теофиловски. Убав пробив на Теофиловски. И јас мислам дека Теофиловски беше фаулиран при овој напад, одгурнат. Не беше досуден фаул. Реагираше тренерот Никола Ристовски, целата клупа на екипата на Тетекс. Сега ќе има мислам дека сега и домашниот тренер Никола Ристовски претерува со реакцијата. Очигледен беше овој прекршок, но сега дополнително да влегува во конфликти со судијата Димовски може да му донесе само исклучување на овој натпревар и да не го води овој натпревар до крајот. Теофиловски за 3. Ова е најдобар одговор на домашните кошаркари. Теофиловски ја буди многобројната тетовска публика тука. Навистина салата скоро и да е исполнета. Чинам дека сега тука не виде судијата Гавриловски аут. Како и да е, преагресивната одбрана донесе нов фаул на кошаркарите на Тетекс. На линијата на слободни фрлања ќе оди Митревски. Успешен Митревски во првото слободно фрлање. Неуспешен во второто. Крстевски до Теофиловски. 28-30 на 30 секунди до крај. Теофиловски пробива сам. Израмнување на резултатот. 30-30, 11 поен на Теофиловски, неефикасен на овој натпревар, го помина Станимировиќ. Стеван Анджија.
Сам Стеван Анджија, неуспешен. Уште 7 секунди до крај на првото полувреме. Карстевски фаулиран од Стеван Анджија на само 1 секунда до крајот на првото полувреме. Што значи дека ќе има можност екипата на Тетекс со некаква предност да замине на паузата. Секако ако Крстевски погоди барем едно слободно фрлање. Крстевски погодува во второто слободно фрлање. Да резимираме крај на првото полувреме. После првите 20 минути резултатот на семафорот 31:30. Првата четвртина ја добија домаќините 17-14, втората четвртина ја добија гостите 14:16. Очекуваме во второто полувреме крајно неизвесен и борбен надпревар. По кратката пауза од 15 на минути, повторно сме со слика во салата 8 септември во Тетово. Повторно сме со слика во салата 8 септември во економското училиште во Тетово. Очекуваме почеток на второто полувреме помеѓу екипите на КК Тетекс од Тетово и КК Мега Баскет од Прилеп. Дерби на ова 16-то коло во третата Б машка кошаркарска лига. Екипата на Тетекс кој што до ова коло има 3 порази, екипата на Мега Баскет која што до ова коло е непоразена. А најголемата шанса да биде поразена секако е на овој надпревар. Неуспешни во првиот напад гостите. А ние да кажеме дека спонзори на овој пренос на YouTube каналот на Тетовски спорт секако се најдобрите во нашиот град. Music Bar Vibe. Младите знаат зошто најдобрата забава е токму таму. И секако пица и кейк сервис Јани FM. По еден успешен напад на двете страни, сега Стеван Анджија промашува. Топката дојде до Станимировиќ, овој ја запали мрежичката. И повторно гостите во водство 31:33. 12 поен на Станимировиќ. Избива на листата на стрелците на овој надпревар. На спротивната страна во првото полувреме Теофиловски неуспешен со 11 поени. Фаулиран Крстевапски во дуел со Стеван Анджија. Втор фаул е ова на Стеван Анджија. Теофиловски вади до Шуменковски. Шуменковски на пробив. Убав пробив на Шуменковски. Израмнува на 33-33. Седми поен на Марио Шуменковски. Станимировиќ до Стеван Анджија. Најчесто тие комбинира во првото полувреме. Само 2 покажува судијата Гавриловски. Трети поен на Крстевски. Тофиловски. Шуменковски. Фаулиран од Настески. Теофиловски. Блок му прави Вапски. Вапски до крај. Овава рампа на Настевски таму. Фаулиран на спротивната страна
Крстевски. Судијата Гавриловски покажува дека овој прекршок е доволен само за топка од страна, дека бил направен пред Крстевски да тргне во двочекор. Стеван Анџија во дуел со Теофиловски. Уште еднаш Крстевски. Сега не ја газеше линијата. Успешен за 3 поени Крстевски. 5 поени на брзина за него и со вкупно 6 поени. Е втор стрелец во неговата екипа. Уште една изгубена топка, овој пат Костовски во контранапад. Настевски промашува од Стеван Анџија. Така е, Стеван Анџија последен играше со топката. Јас гледам таму уште еднаш судијата Гавриловски со домашниот тренер Никола Ристовски во конверзација. Желбата за победа секако и кај домаќините е огромна, да го нанесат првиот пораз на тимот на Мегабаскет. А за тоа ќе им треба добар шут. Се исправа во одлуката судијата Димовски. Аут беше тоа за Мегабаскет. Изминаа 3 минути од третата четвртина, резултатот 33-38. Стеван Анџија. Трајковски, Стеван Анџија уште еднаш. Заглави таму Стеван Анџија со чекори. Направи чекори. Костовски. Дуел со Станемировиќ. Костовски останува против Трајковски. Сега Вапски со нога играше уште еднаш Настевски. Нови 14 секунди. Тешко домашните кошаркари стигаат до противничкиот кош во оваа трета четвртина. Сега проба и успешен е за 3 поени Теофиловски. 14 поен на Теофиловски. 36-38. Станемировиќ. Ја подигна стојната нога Станемировиќ и тоа се чекори. Теофиловски. Теофиловски. Вади до Вапски. Сега Шуменковски за 3. Неуспешен Шуменковски. Гледаме борба за секоја топка на овој надпревар. На крајот нов напад за екипата на Мегабаскет. Стеван Анџија. Го бара Станемировиќ. Краде топка Шуменковски таму. Додава до Теофиловски, овој промашува од одбојка. Повеќе сречно Шуменковски. 9 негов поен. Израмнува на 38-38. 5 минути и 20 секунди до крајот на третата четвртина. Крстевски уфрла топка, Трајковски па Станемировиќ. Стеван Анџија. Трајковски. Убав дриблинг на Трајковски. Блокиран од Теофиловски.
Само 2 секунди до крајот на овој напад. Шут беше тоа на Крстевски, неуспешен, за малку ќе погодеше. Контранапад Јаневски. Промашува Јаневски. Сега Настевски за 3 на спротивната страна, промашува и тој. Од Стеван Анџија топката завршува во аут. Ќе биде тоа нов напад за екипата на Тетекс. На половина од третата четвртина сме. Резултатски изравнен натпревар 38-38 со многу желба и борба на двете страни. Вистински првенствен натпревар. Сега Костовски за 3. Големо промашување на капитенот. Стеван Анџија. Се создаде простор со раката Стеван Анџија. Малку го одгурна Теофиловски, после Теофиловски стартуваше со една рампа, но сепак судиите проценија дека ова е лична грешка. Иако на почеток на натпреварот реков дека судиската двојка добро го води овој натпревар, мислам дека во второто полувреме гледаме серија на грешки. Би рекол како на штета и на домачините, така и на штета и на гостинскиот тим. 38-39. Сега Трајковски го фаулира Костовски. Спортски крева рака. И ова ќе биде прв тайм-аут во второто полувреме. Мислам дека гостите го зедоја. А овој тайм-аут ние уште еднаш ќе го искористиме да кажеме дека овој пренос на YouTube каналот на Тетовски спорт вие го следите благодарение и на нашите верни пријатели поддржувачи Music Bar Vibe, кои што на 15 април за Великден вие носат гостиварската група Ареа. Одлична можност за добра забава, сите вие кои што сакате да присуствувате, набавете си карта. И на 3 јуни заедно во соработка Music Bar Vibe и Кафе Бар Двор 21 вие носат хрватската пејачка Јелена Розга. Уште една одлична можност за добра забава во нашиот град. Едноставно најдобри Music Bar Vibe. И секако пица и кейк сервис Јани FM. Највкусната пица и пастрамајлија во нашиот град. Новот пица и кейк сервис Јани FM е тоа што приготвуваат секој работен ден вкусно домашно сготвено јадење за ручек. Пица и кейк сервис Јани FM. Таму може да си нарачате и од превкусните благи. А сето тоа го наручувате на добро познатиот телефонски број 075 909 000. Домачините го искористија ова невнимание кај гостите и поведуваат со 40-39 на асистенција на Костовски. Реализираше Шуменковски. 11 поен на Марио Шуменковски. Со број 5 Петревски во дуел со Теофиловски. Трајковски сега. Со број 16 Кузмановски вади до Трајковски, овој неуспешен. Добро е. Вапски прифати топка. Сега во контра Вапски, фаулирано Трајковски. Трети поен на Крсте Вапски. Зголемува на 42-39.
Вапски успешен од линијата слободни фрлања. 43 спрема 39. Пресече за момент Јаневски, уште еднаш Јаневски пресекува, на крајот Петревски со топката вади до Станимировиќ, овој за 3. Неуспешен Станимировиќ. Јаневски до Теофиловски. Вапски вади до Шуменковски, Шуменковски со влез. За момент ја пресече оваа акција Станимировиќ, остануваат уште 12 секунди до крај на овој напад. На 3 минути сме до крајот на третата четвртина, следиме исклучително возбудлив надпревар. Не помина ова додавање, на спортивната страна сега Петревски. Кузмановски за 2, неуспешен. Теофиловски вади до Костовски, Костовски за 2, не успева Костовски. Сега Станимировиќ убаво се ослободи од Теофиловски. За 3 ќе се обиде таму Стојчевски, не успева. Смирува Крсте Вапски. Јаневски до Вапски. Ова е убава асистенција до Шуменковски. 45-39, 13 поен на Марио Шуменковски. Би рекол прва поопиплива предност пред после оние 11-2 во првата четвртина. Станимировиќ како влезе оваа топка во обрачот. Изнервиран Станимировиќ добива техничка и лична грешка. И јас мислам дека беше фаулиран. Ви реков дека некако и судиите не се на нивото од првата четвртина. Влегува во серија грешки. Мислам дека надпреварот треба продолжи со едно слободно фрлање и топка од страна за екипата на Тетекс. Тајм-аут побара домашниот тренер Никола Ристовски. Уште еднаш оваа пауза ќе искористиме да ги поздравиме нашите верни пријатели, поддржувачи, спонзори на овој пренос на YouTube каналот на Тетовски спорт, а тоа се најдобрите во нашиот град. Пица и кек сервис Јани ФМ. Највкусната пица и пастрамајлија во нашиот град. Бесплатна достава. Само се јавувате на добро познатиот телефонски број 075-909-000. И секако Music Bar Vibe. Младите знаат зошто Music Bar Vibe е најдоброто место за забава во текот на викендот. А секако и во текот на неделата да си седнете да си спиете едно кафе со вашите пријатели. На 15 април ви носат групата Ареа, а на 3 јуни во соработка со кафе барот Двор 21 ја носат познатата хрватска пејачка Јелена Розга. На полувремето беше 31-30, сега 45-41, значи 14-11 за Тетекс во оваа трета четвртина. Повторно сиромашно
со поени оваа четвртина, со оглед на тоа што остануваат уште 1 минута и 40 секунди до крајот на третата четвртина. Цврсто се играва на двете страни, пример е и ова. Екипата на Мега Баскет го исполни бонусот. Теофиловски успешен во првото. Неуспешен во второто. 15 поени за Теофиловски до сега. Петревски до Стеван Анджија, овој до Кузмановски, Кузмановски за 2. Намалува на 46 према 43 и Кузмановски се запишува во листата на стрелците. Ѓорчевски сега. Вапски. Убаво го сварте противничкиот играч Крсте Вапски. 6 поен за него. 48-43. Петрески. Стеван Анджија. За 2 Стеван Анджија. Убав шут на Стеван Анджија. Без коски. 7 негов поен. Разликата помеѓу двата часовника е 4 секунди. Теофиловски. Ќе оди сам Теофиловски. Мислам дека беше фаулиран. Реков, малку се загубија судиите во оваа трета четвртина. Кога почнуваат да компензираат, тогаш се случуваат вакви работи. Еднаш да не судат очигледен прекршок, втор пат да судат можеби и она што се извинувам, застанам со коментарот да проследам оваа конверзација помеѓу двете клупи. Конверзација која што продолжува и понатаму. А и не би било ова дерби на колото во третата Б кошаркарска лига, доколку нема и малку борба и жестина на надпреварот. Предвреме легува кошаркарите на Мега Баскет во рекетот. Ќе се повтори во второ слободно фрлање на Теофиловски. Уште само 5 секунди има до крајот на третата четвртина. Теофиловски успешен сега во второто слободно фрлање. Екипата на КК Тетекс го нема исполнето бонусот, може да прават фаул. Тактички фаул. За да ги спречат гостинските кошаркари при постигнување на поени. Најдобро би било некаде тука кога ќе го поминат центарот, за да потрошат што е можно повеќе време. Фаулиран Станимировиќ од Рафајловски. Изминаа 4 секунди. Добар фаул на Рафајловски.
Ajde izgleda. Stevan Andžija ne gi iskoristio posljednji 3 sekundi. Kraj na tretата четвртина. После 3 четвртини резултатот на семафорот 50-45 за екипата на Тетекс. Во оваа трета четвртина резултатот 19-15 за Тетекс. Очигледно дека ќе следиме интересен надпревар до самиот крај. Не се предава така лесно прво пласираниот тим на табелата, кој што е без пораз до ова 16-то коло. А вие, почитувани гледачи, го следите овој надпревар благодарение на нашите верни пријатели Пица и кек сервис Јани ФМ. Ја нарачувате највкусната пица и пастрамалија во нашиот град на добро познатиот телефонски број 075 909 000 и секако Music Bar Vibe, лоциран на поранешниот кафе бар Ало Ало, кој што ја нуди најдобрата забава во нашиот град за младите. Поминете прекрасни моменти во Music Bar Vibe. За Великден ја носат популарната група Ареа од Гостивар. Одлична можност за уживање во прекрасна музика. А на 3 јуни во соработка со Двор 21 ја носат хрватската пеачка Јелена Розга. Очекуваме почеток на последните 10 минути. За домачините Теофиловски, Рафаиловски, Јаневски, Крстевски и Ѓорчевски, малку измешана петорка. Рафаиловски прима топка, вади до Јаневски, Јаневски за 3. Го отвара овој последен период со тројка бране Јаневски. 53-45. Станимировиќ, Настевски. Блок му прави Кузмановски, Петревски сега. Уште еднаш Станимировиќ. Уште само 5 секунди до крајот на овој напад за екипата на Мега Баскет. Кузмановски се врти за 2. Ја искористи предноста во висина над Теофиловски Кузмановски. Не се предаваат така лесно гостите, со четвртиот поен на Кузмановски намалуваат на 53-47. Рафаиловски. Ѓорчевски. Фаулиран од Стеван Анџија. Четврта лична грешка за Стеван Анџија. Ѓорчевски уфрлува топка во игра до Теофиловски. Како би дошла сега уште една тројка, добро. Крстевски. Ѓорчевски за 3. Не влезе оваа топка. Останува 53-47. На спротивната страна заборавен таму Настевски промашува. Нов напад за екипата на Тетекс. Пик-н-рол игра со Јаневски. Убаво, таму Теофиловски го послуша тренерот, отиде до крај и ги постигнува своите нови поени, 19 вкупно. Станимировиќ за 3. Каков одговор на Станимировиќ на спротивната страна со тројка. 17 поен на Станимировиќ. Изминаа 2 минути од последната четвртина, 55-50. А и не за џабе Мега Баскет е прв на табелата, го покажува тоа. Теофиловски, Јаневски за 3. Неуспешен овој пат Јаневски. Цварсто играат во одбраната Прилепчани. Станимировиќ против Ѓорчевски сега. Убаво го помина.
Втор фаул на Александар Ѓорчевски. Петревски. Настевски до Стеван Анџија во дуел со Крстевски. Сега Петревски за 2. Чинам дека во првото полувреме вака убаво го летна противничкиот играч како пуканка во воздух, подоцна рутинскиот табла постигна поени. Само 3 предност за екипата на Тетекс. Теофиловски. Крстевски сега. Крстевски против Петревски. Вади до Лафајловски. Истече нападот. Можност за екипата на Мегабаскет уште повеќе да го намали овој резултат, дури да израмни со тројка. Петревски додава до Станимировиќ. Овој сам блокиран од Јаневски. Сепак судијата Гавриловски проценува дека ова е лична грешка. Ајде да му веруваме. Излегуваат Ѓорчевски, Рафајловски, Шуменковски и Вапски во игра. Со двете слободни фрлања и со 19-тиот поен на Станимировиќ, резултатот 55-54 намалува само на 1. На спротивната страна Теофиловски промашува за 3. Во серија екипата на Мегабаскет. Настевски за 3. Се слушна мрежичката во салата 8 септември во Тетово, тројка на Настевски, 8 негов поен. И екипата на Мегабаскет по подолго време повторно во водство. Чинам дека судијата Гавриловски покажа аут за екипата на Мегабаскет, по оваа реакција на Јаневски која застана да изведува, му ја даде само топката. Стеван Анџија застана 3, не му оди на овој надпревар, но борбени се гостите. Сега промашува Настевски, но трет напад во серија за гостинските кошаркари, втор офанзивен скок на Настевски. Фаулиран Петревски од Крстевски. Трет фаул на Крстевски. Стеван Анџија повторно оставен сам. Ево овој пат е прецизен Стеван Анџија. 9 поен на Стеван Анџија. Зголемува на плюс 4 за гостинските кошаркари. Дали е време за тайм-аут? Во серија се гостите. Мислам дека е 10-0. Серија имат 55-49. Споменав во еден период на четвртата четвртина. Теофиловски со топка. Блок му прави Вапски. Сега Шуменковски. Шуменковски пробива до крај.
Заглави таму Шуменковски. Коректна одбрана на гостите. Петревски сега заборавен сам. Не се одлучува за шут за 3. Петревски. За 2. Неуспешен. Теофиловски. Јаневски за 3. Излезе оваа топка. Исправна одлука овој пат на судијата Димовски. Аут за екипата на Мега Баскет. Подзастанав да видам што ќе пресуди. Екипата на Мега Баскет покажува зошто е на врвов на табелата. Стеван Анџија, блок на Настевски. Се отвара Станимировиќ таму. Станимировиќ. За момент пресече таму Теофиловски. Сега Стеван Анџија до крај. 55-61, 11 поен на Стеван Анџија. Трае и се уште серијата на Мега Баскет. Неуспешен Костовски. И сега немили сцени во салата 8 септември во Тетово. Не беше потребно ова. Ова ќе биде казна за двете екипи. Ова ќе биде казна за двете екипи. Цел надпревар следевме еден борбен, жесток надпревар. До сега беше во границите на спортската игра. Една искра беше доволна ваква да се запали надпреварот. При една ситуација под кошот на екипата на Мега Баскет. Јас нема да го барам виновникот, таму беа во некој дуел. Мислам капитенот Костовски, играчот со број 13 кај гостите. Настевски. Дали беше прво вербален тој дуел или не? После тоа видов дека со нога го удре Настевски Костовски. На тоа реагираше Крсте Вапски и Костовски. И толку треба да се вклучат и останатите кошаркари. Навистина непријатни сцени тука во салата 8 септември во Тетово. Јас едно ќе кажам дека на двете екипи им престои после одиграните последни две кола во третата мачка Б кошаркарска лига им престои плейоф. Иако дел од овие кошаркари и најголеми виновници бидат казнети со повеќе надпреварено играње, тоа е значи казна и за двете екипи. Навистина штета што овој надпревар на 3 минути 29 секунди до крајот на резултат
55-61 за гостинскиот тим. Наистина е штета, велам, што се случи овој инцидент. Останав малку без коментар, гледам разговор на записничката маса помеѓу судиите Димовски и Гавриловски со делегатот Маријан Ников. Да видиме со каква казна ќе продолжи овој натпревар. Според кошаркарските правила, јас ги видов сите кошаркари од клупата и на Тетекс и на екипата на Мега Баскет во теренот. Тоа е автоматски исклучување на секој кошаркар кој што влегол да дели правда на терен до крајот на надпреварот. Сигурно ќе заврши со по некоја техничка, можеби исклучувачка грешка на главните актери на оние што го почнат за жал овој инцидент тука во предничеше Настевски кај гостите, а капитенот Костовски и Вапски кај домачините. А подосна се вклучи и останатите кошаркари и на теренот и од клупата. Посакуваме ова повеќе да не се случи. И да не го гледаме во Тетово. Желбата за победа е едно. Јас би ги разбрал и двете екипи сигурно сакаат да победат, но до победа не се стигнува ниту со провокации. Се не можев да забележам од кого беше таа провокација. Последно што видов, Настевски како со нога го клоцна капитенот Костовски, таму на тоа реагираше он. Има многу искуство во капитенот Костовски, реагираше неспортски на таа провокација на Настевски. Го удри овој веднаш врати, мислам дека го удри Крсте Вапски. И понатаму не би коментирал, тоа беше општ хаос. За жал. Сега судијата Димовски објаснува, да видиме. Судијата Димовски прозива 5 кошаркари кои што ќе останат во игра до крајот на надпреварот, чинам. Да видиме сега, мислам дека судијата Димовски на гостинските кошаркари им објаснува дека 5 играчи ќе останат на терен, другите се исклучени на овој надпревар. Ја тоа го искоментирав и после овој инцидент што се случи. Сега мислам дека подобро е одлуката таму некаде да се сместат во чошот на салата, него да ги смести на трибините каде што наелектризирана атмосферата, сигурно. Да видиме. Овој надпревар се игра со присуство на полицијата. Сметам дека овде полициските службеници кои што се присутни треба заедно со гостинските кошаркари да се упатат на еден дел од трибината, па можеби
Може би тие да најдобро би било да останат некаде во подтрибинскиот простор, да нема провокации со тетовската публика тука, која што добро ја познава кошарката. Верувам дека после овој инцидент мирно ќе продолжи надпреварот, да се доигра овој исклучително до овој момент, до овој прекин борбен, резултатски неизвесен надпревар, вистинска кошаркарска представа. Да видам само како ќе продолжи овој надпревар. Домашните кошаркари, сите што влегува од клупата, го напуштаат теренот. Остануваат во игра четворица кошаркари на екипата на Тетекс. Да видиме колку ќе останат до екипата на Мега Баскет. Сигурно или четворица или тројца, зависно. Настевски сигурно нема да биде тука, кој што дали провоцира се, дали го почна овој инцидент или не. Мислам дека за кратко време ќе видиме кој кошаркари го ќе го продолжат овој надпревар с екипата на Мега Баскет. А во овие моменти да кажеме дека овој пренос го следите благодарение на нашите верни пријатели поддржувачи Pizza и Cake сервис Јани FM и Music Bar Vibe. Во овие моменти оваа реклама највеќе вреди. Ќе се согласите? Pizza и Cake сервис Јани FM, највкусната пица и пастрамалија во нашиот град. Порачувате на добро познатиот телефонски број 075 909 000 и Music Bar Vibe. Music Bar Vibe кој што ја нуди најдобрата забава во нашиот град. Младите знаат дека во текот на викендот најдобро можат да го поминат своето време во Music Bar Vibe на 15 април за Великден. Music Bar Vibe ја носи познатата гостиварска група Ареа. Домашните кошаркари, они од клупата веќе го напуштија теренот. Сега и гостинските кошаркари ќе го напуштат. Она што го спомнав, мислам дека ова е најдобро решение. Оние кошаркарите на Мега Баскет кои што нема да го продолжат надпреварот, се упатуваат тука во подтрибинскиот простор. Да го проследат до крај овој надпревар. И како што гледам, надпреварот ќе продолжи со 4 кошаркари на екипата на Тетекс и 4 кошаркари на екипата на Мега Баскет.
Капитенот Костовски кај домаќините и Настевски кај гостите се исклучени од овој натпревар оправдано. И исто така, како што кажав, сите кошаркари од клупа кои што влегоа на терен автоматски се исклучени. Тоа е според правилата на кошаркарската игра. Дури и тренерите го напуштаат натпреварот. Se prepopis. Uzima kaj emisията западна. Сега забележувам дека само тројца кошаркари на екипата на Мега Баскет ќе го продолжат натпревар. Значи ова ќе биде натпревар кој што во последните 3,5 минути ќе биде завршен со четворица кошаркари на екипата на Тетекс. Од таа петорка исклучен е Костовски, од петорката на гостите исклучен е Настевски и чинам играчот со број 5 Петревски. Тој беше во игра. Да видиме сега на кој начин ќе продолжи овој натпревар. Дали со прекршокот и двете слободни фрлања за Теофиловски. Делегатот Марија Ников, таму со записничарот, сигурно му кажува како да ги означи сите овие исклучени кошаркари. Кај домаќините значи остануваат на паркетот Теофиловски, Јаневски, Шуменковски и Вапски. Кај гостите Стеван Анџија, Станимировиќ и со број 9 тоа е Крстевски. А додека се игра овој натпревар, кошаркарски натпревар во Тетово, се игра и едно ракометно дерби во Скопје помеѓу екипите на Вардар и Пелистер. И таму дерби натпревар помеѓу првопласираните две екипи. И таму натпревар проследен со инциденти. Конечно, мислам дека може да продолжи овој натпревар. Конечно, делегатот Марија Ников на овој натпревар
се упадува кон неговото место на записничката маса. Надпреварот продолжи со слободни фрлања на Теофиловски. Успешен само во второто, че има сега сигурно и некој че има уште две слободни фрлања сигурно за двајца кошаркари на екипата на Мегабаскет фала, 2-1. По една исклучувачка грешка се поништува, а за другиот кошаркар имаме плюс 2 слободни фрлања. Теофиловски успешен во две од овие 4 слободни фрлања, 21 поен за Теофиловски. Ajde, igrajte. Igrajte na enkoš. Сега двајца играч, едниот кај од екипата на Тетекс Јаневски, Стеван Анџија во конверзација со делегатот Марија Ников, бара дополнително објаснување на оваа ситуација. И чинам дека надпреварот со топка од страна на екипата на Тетекс може да продолжи 3,5 минути до крајот. Нема што друго да игра екипата на сега за 3 Јаневски неуспешно. Не успеа и Крсте Вапски. Станимировиќ. 3-4 напад на екипата на Мегабаскет. На гостинските кошаркари им одговара да го трошат времето што е можно повеќе со оглед на тоа што напаѓаат 3-4. 3 секунди, 2-1 во бунар. Треба сега паметно да го искористи ова екипата на Тетекс. Убаво, тамо Теофиловски постигнува 2 поени, 59-61, 2 минути 40 секунди до крајот. Крстевски успешно ја го премина центарот на теренот. Сега Станимировиќ. Екипата на Тетекс презема се. Станимировиќ за 3. Во бунар. Успеа Стеван Анџија да се огласи записничката маса. На крајот истече нападот. Ова што го зборува во текот на второто полувреме, кога судиите ја изгубија контролата на овој надпревар. Влегува во компензација на некои судиски одлуки, понекогаш допуштаа да се игра и прегруба игра. Не велам дека заради нив настана тој инцидент секако. Убава рампа на Теофиловски тука. Само 3 секунди до крај на овој напад на екипата на Мегабаскет. Стеван Анџија за 3. Неуспешен во бунар. Че имаме нов напад за екипата на Тетекс, можност да се израмни или зголеми овој резултат. Крсте Вапски до Теофиловски. Теофиловски вади до Шуменковски за 3. Шуменковски успешен за 3, екипата на Тетекс е во водство 62-61. Да видиме дали во овие последни минута и 40 секунди екипата на Мегабаскет има сила со
тројца кошаркари против четворица да направи пресврт. Станимировиќ. Крстевски за 3. Промашува Крстевски можност екипата на Тетекс. Нов напад, Вапски за 2. Убаво Вапски до крајот. 64-61. 8 поен на Крсте Вапски. Капитенот и тренерот на екипата на Мега Стеван Анџија побара тайм-аут. Може тоа да го прави, значи. Сигурно и во екипата на Тетекс сега е назначен еден капитен од тие што останаа. Минута и 15 секунди до крајот на надпреварот. Екипата на Тетекс ја користи оваа предност од еден кошаркар повеќе. До крајот на овој надпревар. Навистина ретко може да следиме вакви надпревари што завршуваат со помалку кошаркари на теренот. Во клубската историја на Тетекс завршувал КК Тетекс со помалку играчи на теренот, но тоа било заради тоа што оделе со само 5-6 кошаркари на гостински терен, ако некој еден или двајца кошаркари направат повеќе од 5 лични грешки, тогаш завршувале со помалку кошаркари на теренот, со четворица, со тројца го довршувале тој надпревар. Имало и надпревари, тоа треба да се направи посебна емисија каде што екипата на Тетекс и со 4 кошаркари на паркетот ги добивал надпреварите дури и на гостински терен. Но за тоа во некоја друга прилика. Сега продолжува надпреварот. Стеван Анџија против Теофиловски. Сега проблеми со семафорот, уште тоа фалеше во овој финиш. Навистина не очекувавме овој дерби надпревар 16-тото коло да заврши на ваков начин. Но тоа е тоа. Стеван Анџија. Ја подзаборави топката. Убаво краде Теофиловски. Стеван Анџија од 10 метри за 3. Влегува оваа тројка на точно минута до крајот. На надпреварот израмнува Стеван Анџија со оваа тројка. 64-64. Јаневски. Шуменковски. Заглави Шуменковски, фаулиран од Крстевски. Крстевски не е оптеретен со фаули и мислам дека ова е прва лична грешка на Крстевски. Промашува во првото слободно фрлање Шуменковски. Успешен во второто, само да не гледаме продолжение овде, да не се мачиме со дополнителни 5 минути во ваква игра, 4-3. Сега Станимировиќ на спротивната страна. Крстевски. Убаво помина еден кошаркар, ја загуби топката. Шуменковски. Шуменковски за 67-64, 3 поени разлика. Фаулиран Стеван Анџија од Крсте Вапски. Мислам дека треба гостинските кошаркари додат на тројка на израмнување, вака и да постигне 2 поени Стеван Анџијич, ќе намали само на 1 на 22 секунди до крајот, што им преостанува друго него да прават фаул после. Во обид да го стигнат резултатот.
Stevan Anđi neuspješan во второ слободно фрлање. Шуменковски за 2. Става точка ни на овој натпревар, 69-65. Краље топка Крсте Вапски, додава до Теофиловски. И тоа ќе бидат конечни 69-65. Не, сепак Крсте Вапски постигнува уште 2 поени, 71-65. Да резимираме. Кака Тетекс, кака Мегабаскет 71-65, кај домачините најефикасен Теофиловски со 23, Шуменковски 21, Вапски 10, 6 поени постигна Јаневски Бранко, 4 поени Косовски Рафајловски, 2 поени Абди Бери, 1 поен Марио Крстевски, кај гостите 19 поени на Станимировиќ, 15 поени на Стеван Анđија, 7 поени Петревски, 3 поени Митревски, 6 поени Крстевски, 8 поени Настевски, Стојчевски 2, Домљевски 1 и Кузмановски 4 поени, се извинувам. Ретко кога гледаме ваков натпревар што завршува со 4 кошаркари на едната и 3 кошаркари на другата страна. За жал, во четвртата четвртина имаше еден инцидент кој што верувам дека не беше потребен да се случи. Како и да е, уште 2 кола до крајот на првенството во третата лига, она што е известно, КК Тетекс го заверува второто место на табелата. Екипата на Мегабаскет останува прв на табелата. Ги очекуваат противниците од третата лига А мажи, за да видат кои ќе бидат противниците во плейофот. А ние со нов пренос на домашен терен на екипата на КК Тетекс се гледаме за 2 недели во последното коло од регуларниот дел на сезоната. Екипата на Тетекс ќе игра против екипата на Спарта или против екипата на ИБА Баскет, навистина не сум сигурен. Како и да е, уште еднаш крајниот преварот КК Тетекс, КК Мегабаскет 71-65. Благодарам што и денеска бевте со нас на YouTube каналот на Тетовски спорт заедно со нашите поддржувачи Pizza и Cake сервис Јани FM и Music Bar Vibe. Листичко.